Обединетата македонска диаспора во годинашната листа 40 под 40 ги објави номинациите за 40 продуктивни, талентирани и успешни ѕвезди од македонско потекло кои успеале значително во својата област на експертиза, а на листата се вброија и две кривопаланчанки – Оливера Јанковска и Марија Ди Бјаџио. На листата се наоѓаат успешни луѓе од различни области – технологија, бизнис, недвижности, медицина, фитнес, финанси и уметност. А нашите Марија и Оливера гордо стојат во првата половина на листата, како што ги нарече Обединетата македонска диаспора, лидери кои брилираа и се одобрени како модели во нашите заедници. Оливера Јанковска е родена и израсната во Крива Паланка, работела на проекти за Британскиот совет и Мировниот корпус пред да замине од државата. Оливера денес е признат аналитичар на пазарот на Калфин корпорацијата, независен производител на електрична енергија со седиште во Хјустон, Тексас. Во листата на Обединетата македонска диаспора се наведува дека Оливера се надева дека ќе стане амбасадор за нејзината мала, но богата со култура држава Македонија. Обединетата македонска диаспора пак за Марија Ди Бјаџио вели: родена и израсната во Република Македонија, дипломира на факултетот за физичка култура, запишува втори студии на катедрата по англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје, кој ги прекинува поради нејзиното заминување во САД. Денес Марија работи во нејзината компанија Ди Бјаџио Њујорк, создавајќи спортска облека, бренд кој го промовира мотото "Остани различен", а тоа се огледа во јасните и живописни бои облека, главната и препознатлива нишка на брендот. К3 телевизија имаше можност да поразговара со Марија Ди Бјаџио, која е дизајнер на спортска облека, атлетски спортски бренд кој го носи нејзиното презиме. Она што ја прави исклучителна покрај успехот кој несумнено е повеќе од забележителен преку океанот е тоа што Марија веќе 6 месеци има своја продавница во Скопје, а инвестира и во нов производствен капацитет во родната Крива Паланка, каде наскоро ќе бидат произведени првите парчиња од Ди Бјаџио Њујорк Made in Macedоnia. Бев изненадена од номинацијата и бев изненадена од изборот, но не толку затоа што знам дека во последната година стварно се трудев мојот труд и спортот да бидат забележани. Марија верува дека секој човек е уникатен на свој начин и дека секој може да ги постигне своите цели ако е упорен, посветен и доволно фокусиран. Периодот бев зафатена и немав многу увид за да видам што, како и по кој принцип ги рангираат луѓето, но ми се допадна бројката 11. Другите исто номинирани и избрани луѓе не ги знам, но гледам дека сме тотално од различни кариери, што е супер задоволство да се видат луѓе и во Австралија кои што се успешни во нивните кариери, Канада, Европа и Америка. Така, ќе направиш ли напори да оствариш контакти со некој од нив? Веќе ти е предизвик тоа да се вмрежиш со овие луѓе? Па да, јас сакам да бидам инволвирана во сите случувања на диаспората, претежно на оваа иницијатива за Обединета македонска диаспора, што во Америка знам дека се трудат и даваат напор за да нештата успеат, нештата се сменат и инвестираат во хумани акции и хуманитарни дела во Македонија, со тоа сум запознаена, и секоја година организираат и трка, која што е наречена Ајвар 5 километри трка, што оваа година стварно сакам да го дам својот придонес во реализирање на таа трка, барем тоа е дел од мојата кариера и мојата бранша што се гледам дека можам да се вклучам. Процесот на избор за листата 40 под 40 е направен со номинации, а тим членови на Обединетата македонска диаспора ги прави селекциите. Координаторот Ирџи Билио од ОМД вели дека овие лица се високо продуктивни и талентирани македонци, кои не е важно само да им биде признаено она што го постигнале. Важно е да ги представиме како лидери од кои останатите во диаспората ќе учат. Тие се позитивни примери, вели таа, за идните генерации македонци, а особено за следната генерација лидери, генерација М. Моето потекло како македонка ме има инспирирано за многу работи, многу проекти што ги имам досега реализирано. И се надевам дека и другите луѓе кои што беа на листата на номинирани и избрани. Тоа е нештото што мислам дека диаспората го има земено во предвид, затоа што им требаат луѓе кои што ќе дадат назад на татковината нешто од кое што имат научено во детството или во младите години. Така,
Имаш оставено таму и своја забелешка по однос на тоа како твоето потекло од Македонија влијаеше на тебе како личност и на твојот успех. Што конкретно би истакнала само од овој дел? Па тој дел, што ќе истакнам, мислам дека тоа што го имам напишано, да, пресудно тоа што, како што имам кажано дека јас и брат ми скоро секое лето имаме работено на нашите полиња од татко ми што ги имаме во село и мислам дека тоа, сега кога ќе се сетам, може 20 години наназад, е нештото пресутно за дисциплината и за она истрајност и работа што треба да ја вклучиш за нештата да бидат успешни. Скромна и самоуверена, горда на номинацијата и изборот, а сепак само повеќе посветена на работата и активизмот како млада деловна личност. Вие го имате задоволството да сте први тука, во местото кај што ќе се надевам дека ќе прерасне во многу поголем проект. Ние имаме за сега производство во Србија и сакам дел од производството да не биде тука во Македонија, поточно во Криа Паланка. И јас сакам да сум повеќе насочена кон производството во Македонија, да се пробие на американскиот пазар, поготово за направени во Македонија. Да, тоа ми е нешто што ме мотивира 2016, значи со почеток од јануари после празниците, со Господ напред, планирам да почнеме со првиот проект на Made in Macedоnia. Сакам да им пренесам на сите луѓе, поготово во Македонија, кои што се мислат дали да почнат свој бизнес или не. Ја мислам дека треба да бидат храбри и да почнат, да го направат првиот чекор и да не се откажуваат, затоа што е тешко. Е тешко да работиш и за други, е тешко да работиш и за себе, но резултатот е многу посладок. Така да јас мислам дека тоа е нештото што го гледам тука, дека кај луѓето нема некоја си огромна иницијатива и мисла дека единствено нешто е одењето во странство и во странство дека е многу полесно да успеш. Што да, во некои ситуации можеби е точно, но јас мислам дека и тука ако се сака, се може. Обединетата македонска дијаспора искрено се надева дека оваа листа ќе ги мотивира овие 40 звезди да продолжат со успеси во нивните кариери, но и да продолжат да бидат горди на своето македонско потекло и помагање на македонската кауза.